Здраво на сите, јас сум Илина Ведран. Сакам да се заблагодарам на телевизија Алфа поради поканата за гостување на ваков начин. Мојата работа е во областа на личниот развој и со ова видео сакам да ви принесам една порака, односно што е тоа што би можеле да направиме, односно како да се поставиме во овие ситуации кога се соочуваме со една ваква светска глобална криза. Првенствено потребно е да видиме и да сватиме, значи, која е пораката која што ни ја носи оваа ситуација. Вистината е дека цел свет, цела планета поминува низ некоја трансформација, после која што јас верувам дека ништо повеќе нема да биде исто. Едноставно, овој период не треба да го гледаме како нешто кое што се случува против нас, нешто кое што сака да ни направи само лошо, туку треба да го прифатиме како нешто кое што ни помага да ја зголемиме својата свесност. Ако малце подлабоко го видиме се во ова, ќе видиме дека она кое што ние на некој начин или го губиме во овој момент, губиме се она што не е стабилно во нашиот живот. Најчесто нестабилни работи во нашиот живот се оние кои што се дел од материјалниот свет. Но самото време и самата ситуација само ни вика да се вратиме назад, да се изолираме и да погледнеме во едно единствено место каде што постои стабилност, а тоа е во самите себе. Ако во овој момент се соочувате со ситуација каде што, како на секој од нас, нели, буквално целиот концепт што е поврзан со нашиот живот и она што мислиме како треба животот да биде, почнува да се руши, ние би можеле сето тоа да го употребиме, односно да го погледнеме на друг начин и да промениме својата перцепција. Кога однадвор е тотален хаос и кога ние немаме контрола на ништо во својот живот, треба да се запрашаме дали воопшто јас некогаш во животот сум имал контрола на нешто. Најголемиот проблем кај луѓето во овој момент е затоа што ние на некој начин немаме можност да имаме некоја иднина. Значи, ние имаме иднина, меѓутоа концептуално не може самите да креираме иднина за која што ќе се врземе. И тоа ни кажува дека иднината и минатото се само мисловен концепт во кој што ние несвесно постојано веруваме и во кој што живееме. Но она кое што сега може да ни даде мир и стабилност е само сегашниот момент, како и секогаш што бил. Ако погледнеме малце подобро, ќе видиме дека сега и во овој момент е сега, меѓутоа кога ќе дојде иднината, повторно ќе биде сега. Но бидејќи во овој момент ние немаме можност, бидејќи се однадвор се руши, да креираме, да испланираме, да креираме нешто кое што нели за кое што би сакале да се врземе за да не бидеме присутни во сегашноста. Сега не е возможно да го направиме тоа и се случува момент на соочување со тоа што на вистина е, односно со тоа што е. Ако сакате, ако го погледнете вашиот ум и начинот на кој што нели тие стравови доаѓаат, ќе видите дека се е тоа поврзано со мисловниот процес. Значи, ако ние имаме страв за нешто дека може да ни се случи, би можеле да се прашаме што се случува сега во овој момент во мојот живот. Значи, без разлика што е да е, без разлика можеби дали моето тело е здраво или пак моето тело нели има здравствени потешкоти, треба да се прашам што се случува сега во овој момент. Значи, кога не размислувам што би можело да се случи, што би можело да ме снајде, каков би бил животот понатаму, што се случува сега и овде. Значи, одговорот е секогаш сегашноста е сигурна. Се она кое што не плаши е нешто кое што е проектирано, односно мисли кои што се проектирани за некое идно време кое што воопшто не ни постои. Но можеме да се прашаме кој сум јас без приказната за мојата иднина. Кој сум јас во овој момент? Другата работа која што можеме да направиме е да видиме каде
во начинот на кој што нели ја перципираме оваа ситуација, каде постои отпор во нас кон тоа што е. Можеби во овој момент седите дома и чувствувате напнатост, нервоза, не знаете што да правите со себе, меѓутоа ако малце подлабоко влезете во својот мисловен процес, ќе видите дека таа нервоза и таа напнатост се случува бидејќи постои отпор кон тоа што е сега. Значи, постои отпор кон оваа ситуација и постои нешто кое што ни вика дека не треба да биде вака, значи треба да биде нешто различно. Кога ќе го видиме малце подлабоко тоа, ќе видиме дека она што ние викаме дека треба да биде, нели, е некој мисловен процес, односно ментално се обидуваме да промениме ситуацијата што е во моментов, а тоа е невозможно затоа што цел свет поминува низ тоа. И она што ние го добиваме како резултат е само внатрешно страдање. Така да најдоброто нешто кое што можеме да го направиме во овој момент и да станеме пријател со сегашниот момент. Значи, ситуацијата е таква каква што е, значи тоа е вистината. Се она кое што мене ми пречи, ми создава немир и вознемиреност е мојата приказна со која што сакам да ја променам сегашноста или вистината која што е во овој момент. Затоа викам дека најдоброто нешто кое што можеме во овој момент да го направиме и да работиме на себе. Значи, наместо да се обидуваме да менуваме мисловно, наместо да се обидуваме да се бориме со сегашноста, наместо да се обидуваме да излеземе некако од сево ова, најдобро е да го прифатиме и да се прашаме кој сум јас во овој момент. Значи, кои се тие мои највредни работи во мојот живот? Каде се наоѓа мојата стабилност? Дали јас во овој момент сега и овде сум сигурен и стабилен? Значи, без разлика дали сум дома или каде да се наоѓам. Значи, секогаш кога не сме сигурни и стабилни, тоа е знак дека сме излегле надвор од сегашноста. Така да, она што можете да го направите како една ваша дневна пракса и да вежбате да бидете поприсутни во сегашниот момент. Секој пат кога ќе приметите дека постои страх, постои вознемираност, тоа е знак дека вашето тело реагира на мислите кои што се креирани за некоја опасност што би можела да се случи, бидејќи телото тоа го препознава како да е вистина. И во тој момент, значи телото ќе ви даде знак дека постои паника, постои страх, само вратете се сега и овде. И исто така, работете на себе, медитирајте, користете некои техники, дознајте начини како можете сево ова да го искористите за да станете уште подобра личност. До тогаш се надевам дека оваа ситуација набрзо ќе се промени, меѓутоа и да не се промени, да потрае подолго, се е окей, нели? Се во нашиот живот има причина, така да сватете дека ние во животот секој пат кога се обидуваме да ја контролираме надворешноста, ние страдаме. Меѓутоа, ако го прифатиме животот таков каков што е, ако прифатиме дека нашиот живот нема да дојде за 2, за 3, 5 месеци кога ќе заврши короната. Едноставно, тоа се животни ситуации. Сватете дека животот сте вие, животот постои во вас, значи животната енергија е во вас, а она надвор што се случува се само животни ситуации, кои што се минливи. И секогаш имајте на ум дека ниеден циклус живота не може да трае вечно, затоа што во нашиот живот се менува. Исто како што се промени она кое што беше пред 6 месеци, пред 1 година, пред 2 години, но најважно од се е да научиме како ние во тие ситуации можеме да станеме, да дојдеме, да допреме уште поблиску до себе. И затоа прифатете ја оваа колективна трансформација како еден многу важен повик кој што само ви помага да стигнете до најважното нешто, односно да го пополните она кое што секогаш може би ви недостасуваше во вашиот живот кога постојано трчавте по нешто и ќе видите дека она што недостасуваше бевте самите вие. Ви посакувам се најдобро и се надевам дека се гледаме повторно. Чао!